Добар ден, почитувани. Ова е почетокот на уште една нова Телма амбуланта. Петочото издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Дали вашето дете зачестено кива, чувствува јадеж и има црвенило на очите и носот, надразнителна кашлица или пак гребење во грлото? Може би страда од сезонска алергија. Како се диагностицираат и лекуваат алергиите во детска возраст, ќе ни појасни доктор Станислава Ангелеска, специјалист по педиатрија во клиничката болница Жан Митрев. Разговорот следува веднаш по рекламниот блок. За сезонските алергии кај децата денеска разговараме со доктор Станислава Ангелеска, специјалист по педиатрија во клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден, благодарам на поканата, поздрав до гледачите. Задоволство е да се гостува на вашата емисија, бидејќи носи топла енергија. Многу ми е драго. Драго ми е секогаш кога ќе се сретнеме во студиото на Телма и кога имаме можност да разговараме за теми кои што се однесуваат на здравјето кај децата. Европските статистики покажуваат дека секој четврто лице страда од некаква форма на алергија, што значи дека околу 30% од целокупното население живее со ваков проблем. Проблемот со алергиите растечки и кај децата, па што се случува всушност во телото кога доаѓа до алергија? Што е алергија? Така, точно така. Изминатите години алергиите кај децата зазедоа се поголем проблем, така да може да се каже дека зазедоа едни епидемиски размери. Што е тоа алергија? Алергија представува зголемена осетливост на организмот на детето на одредени субстанции кои што за него представуваат еден непријател и се нарекуваат алергени. Кога самиот организам иде во контакт со некој алерген, кај него се случуваат низа на имунолошки реакции на ниво на имуниот систем, каде што при тоа резултираат со една алергиска реакција и клиничка слика на алергија кај децата. Со самиот контакт на алергенот во самиот организам настанува синтеза на имуноглобулини и тоа на имуноглобулини од класата на IgE ги нарекуваме и каскадна реакција од страна на имунолошкиот систем. Настанува ослободување на низа медиатори се нарекуваат од страна на мастоцитот, во организмот. Тоа представуваат хистаминот, простагландини и низа други медиатори кои што, како што кажавме, предизвикуваат клиничка слика на една алергиска реакција кај самото дете. Исто така да напоменеме дека општа констатација е дека променетиот начин на живот кај децата доведува да нивниот имун систем малце поинаку реагира. Што значи тоа? Колку што повеќе детето се расте, се чува во една чиста средина, во една хиперчистота нарекуваме, тоа представува една теорија на хигиена, таквиот детски организам е се поосетлив на антигени доколку понатаму го пуштиме надвор. Поради тоа препорачуваме децата што повеќе да престојуваат на отворено, надвор, да играат, да фатат земја, да се испрлјат. Така што на тој начин настанува една антигена стимулација на самиот детски организам и зрење на самиот имунолошки систем. Исто така, сето она што се случува во раниот детски развој, понатаму има реперкусии како возрастен организам. Така да само едно здраво дете може да прерасне во здрава личност, а здрава личност понатаму во една здрава, работоспособна индивидуа. Така значи децата да не ги чуваме под стакленот зона, да им дозволиме да се извалкаат кога се надвор. Бидејќи таа хигиенска хипотеза покажува дека всушност децата што живеат во град почесто страдаат од алергија отколку оние кои што живеат во селска средина. Во текот на емисијата ќе проговориме и дали можеби децата кои што страдаат од алергија би можеле да престојуваат и на село за да си го подобрат својот имунитет, но еве кога зборуваме за алергените, она што може да предизвика алергија за време на одредена сезона, кои се тие што се издвојуваат и кои што најчесто создаваат проблем кај децата? Алергените ги делиме на сезонски алергии, алергиите поточно, кои што се претежно се јавуваат во одреден период од годината и во текот на целата година, алергии кои што се во текот на целата година. Алергиите може да потекнуваат од алергени кои што циркулираат во самиот воздух, тие ги нарекуваме инхалаторни алергени, кои што сега пролетта ние во полн ект и се присутни пред се полените.
и алергии кои што се присутни во текот на целата година, од кои што претежно се тоа нутритивни алергени. Од инхалаторните алергени би можеле да ги спомнеме алергиите на полен, тоа се исто така домашна прашина, алергии кои што се јавуваат на куче, маче, односно на домашни миленичиња, и нутритивни алергени, како што кажав, тоа се алергени на храна, кои што секој детски организам различно реагира. Сега да потенцираме дека, како што кажавме, од сезонските алергии, секој период од годината, значи имаме секој месец имаме различен алерген на полен, така да дури полените почнуваат од февруари месец, кои што тогаш цутат дрвата, иако ние тоа не го гледаме, но меѓутоа сепак полените, алергените циркулираат во самиот воздух. Потоа од април до јуни месец е алергија на трева, поленна трева, потоа негде крај на август имаме алергија на амброзија и така. Додека пак домашната прашина, значи тоа е нешто кое што се наоѓа, постојано детето изложено на нешто што е во домот, нели? И тука исто така треба да појасниме дека не е всушност она прашина која што ја гледаме насекаде, затоа што знаат мајките често да кажат као докторке, ние постојано чистиме, бришеме дома, но меѓутоа повторно детето има симптоми на алергија. Значи тоа не е таа прашина, пред се станува збор тука за дерматофагоидес ги нарекуваме. Тоа представуваат народски кажано грини, кои што се присутни, значи, на душеците, кај што спиеме, перниците. Исто така се пикаат, да кажам, под тепик, се наоѓаат на плишаните играчки и поради тоа препорачуваме, значи, користење на хипоалергени душеци, хипоалергени перници, навлаки или па длабинско чистење со овие машини на душеците, на теписите или комплетно отстранување на тепеси, на завеси, да не се користат плишани играчки. Така да од тој тип на грини, дерматофагоидес, имаме два типа и тоа се дерматофагоидес фарине се нарекуваат и дерматофагоидес птеронисимус. Исто така, како што напоменав, имаме алергии на домашни миленичиња, на куче, на маче или па на други домашни животни, нели? Исто така и тука е битно тоа што, значи, детето, како и ние возрастните, не реагираме на крзното на домашните животни, на влакната на куче, на мача, туку пред се, значи, алергии предизвикуваат нивните излачевени, пред се, значи, изметот, столицата, плунката, каде што од нив испаруваат субстанции кои што се силни алергени. Како децата реагираат на доколку се алергични на сите овие алергени? Значи, кои се типичните симптоми? Дали им некогаш налекуваат на настинка? Така, значи типични симптоми, класични симптоми, кај една алергиска реакција кај едно детенце, гледаме едно растечено носе, значи со еден серозен секрет, зацрвенети очиња, уток на очните капаци, солзење на очињата, кои што клиничката симптоматологија кај алергиите често знае да се преплете, значи со симптоматологија како кај вирусните инфекции. Сите овие реакции, како што претходно напоменав, ги предизвикуваат медиатори, кои што предизвикуваат од типот на хистамин, на простагландини, кои што предизвикуваат една вазодилатација на крвните садови, кои што со самата вазодилатација настанува тоток на мукозата, нели, на носната мукоза кај самото детенце и поради тоа носето може да биде обструирано, затнато, да имаме еден назален говор кај детенцето, отежнато дишење на нос или пак, како што кажав, едно растечено носе, нели, кивавица може да имаме, каде што најчесто е репетирачка, често повторувачка кивавица, исто така и кашлица. Надразнителна кашлицата, сува? Да, сува надразнителна кашлица. Може да чувствуваат гребење во грлото? Да, гребкање на грлото, нели, чешање на очињата, носето. Тоа се тие класични симптоми кои што би можеле да ги издвоиме од една вирусна инфекција. Исто така... Но некогаш и вирусната инфекција е проследена со растечено носе, надразнителна кашлица, гребкање во грлото, па како да се направи сега разлика, дистинкција? Вирусната инфекција најчесто е предизвикана и со температура, значи со една фебрилност, која што не мора да биде висока фебрилност, но меѓутоа честа... Значи, кај алергија никогаш немаат фебрилност, односно покачена температура. Така, кај алергиите, значи немаме тука фебрилност, немаме покачена температура. Исто така во однос на лабораториските параметри, кај алергиите немаме зголемување на инфламаторните маркери, значи имаме мирно ЦРП, мирни леукоцити, што не е случај
значи кај вирусни инфекции, па и кај бактериски инфекции. Значи кај бактериските инфекции претежно инфламаторните маркери ми се покачени. Исто така и секретот кај алергиите е еден прозирен воден секрет, што не е случај кај бактериските инфекции. Нели кај бактериските инфекции имаме промена на бојата на секретот кој што преминуваат на кај жолто-зелена. Тие се тие разлики кои што би можеле да ги направиме меѓу алергиите и останатите инфекции. А дали алергиските реакции кај децата, како што е алергискиот ринитис, представува добра подлога за развој на вирусна или пак на бактериска инфекција? Да, така. Значи, алергиските реакции кај децата представуваат исто така и подлога за развој на вирусна и на бактериска инфекција, така што може да кажеме дека оние деца кои што имаат алергии, како алергиски ринит, атописки дерматит, значи се повеќе се подложни на вирусни и на бактериски инфекции. Исто така не напоменав дека една вирусна инфекција ни трае 7 до 10 дена максимум. Меѓутоа, кај алергиските ринити конкретно, значи таа инфекција трае пролонгирано, односно подолго од 2 недели. Така да доколку имаме клиничка симптоматологија, кој што трае подолго од 2 недели, тогаш значи треба детето алергиски да го проследиме и да се посомневаме дека најверојатно станува збор за некоја алергиска реакција. Кога ќе дојде таков еден мал пациент со симптоми кои што ги наведовте, на каков начин утврдувате кој е причинителот за алергијата кај него? Значи, постојат тестови кои што ги правиме, тоа представуваат кожни алерголошки тестови, како и тестови кои што се прават преку крв. Кажуваме дека кожните алерголошки тестови представуваат златен стандард, односно најдобра метода во дијагностицирање на алергиите. Кожните алерголошки тестови имаме две палити, значи на кожни алерголошки тестови, и тоа инхалаторна палита, како што кажавме, на полен, домашна прашина, на миленичиња, како и нутритивна палита, тоа се на храна, значи разни типови на храна. Кожните алерголошки тестови се прават на подлактицата, внатрешната страна, значи на подлактицата, каде што директно капнуваме алергени и со една мала ланцета вршиме нежно гребкање на самите капки. При тоа, во рок од 15 минути го читаме резултатот и при тоа гледаме доколку има некоја реакција или па можеби па и да нема реакција, нели? Доколку има реакција, имаме една папула кој што е на една еритемна основа, кој што тоа ни покажува дека самиот тест, кожен тест, значи е позитивен и конкретно може да ги расчистиме сите сомнежи околу тоа кој алерген нели е предизвикувач на самата алергија кај децата. Освен кожните... Само да тука да задржим уште малку кај кожните тестови. Тука означуваат 1+, 2+, 3+, дали е лесна реакција, дали е средна реакција или па дали алергијата е со силна алергиска реакција. Доколку има 1+, дали тоа значи дека една ваква блага алергиска реакција може да предизвика силни симптоми на алергиски ринитис? Може ли врз основа на тоа да потврдите дека па најчесто благите реакции значи предизвикуваат и полесна клиничка слика, за разлика од оние може да предизвикат алергиски ринит секако, но меѓутоа со појака клиничка слика се оние кои што се со 2-3+, нели кои што се посилна предизвикуваат посилна алергиска реакција. Освен овие кожни тестови, нели вршиме и тестови преку крв, кои што го мериме нивото на тотален ИГ, како и нивото на специфичен ИГ на одредени алергени. И при тоа може во период на 3 до 6 месеци, значи почесто да испитуваме ИГ, специфични ИГ, со цел да видиме дали соодветно реагира терапијата и дали нивото или концентрацијата на специфичните ИГ се намалува. Во кој правец може да видиме ни оди алергијата. Дали кај деца помали од 2 години се точи резултатите што се добиваат преку крв? Кај деца, значи, помали од 2 години, исто правиме и кожни алерголошки тестови, доколку видиме дека процениме самото дете може да се работува, исто така и преку крв. Меѓутоа, преку крв, значи, доколку испадне негативен резултатот, тоа не значи дека е негативен и дека не реагира на одредена алергија, поради тоа што имуниот систем кај малите деца, претежно до 3 години, се уште не е зрел, не е комплетиран самиот имун систем, така да и тие негативни резултати кои што не излегуваат, не може да ги земеме дека се негативни, дека е веродостоен резултатот.
Ке ги поканиме гледачите од овој момент да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања. Зборуваме за алергиските реакции во детска возраст, пред се за сезонските алергии, но ќе бидат опфатени и другите аспекти кои што се поврзани со оној така наречен алергиски марш, односно прогрес на алергиската болест кај децата. Телефонот на телевизија Телма ќе биде испишан на екраните. Од овој момент, почитувани, емисијата ќе биде контактна. Споменавте на каков начин се това се тестира и споменавте дека за да се направат кожните тестови, детето треба да соработува. Што тоа значи? Значи, за да се направат кожните тестови, точно, детето треба да соработува. Значи, на каков начин? Треба да е мирно? Треба да е мирно, секако треба да е мирно, затоа што сепак нели се капнуваат алергени по една капка од секој алерген и при тоа со мала ланцета нели вршиме грепкање на кожичката. Методата е безболна, трае кратко, нема крв, родителот е со него, но меѓутоа сепак треба да постои една соработка нели на детето, да сепак да е прилично мирно. Значи се случува да не ви дозволи детето да го направи овој тест. Во тој случај може на грбот да се направат овие испитувања? Да, може исто така и на грбот, каде што исто начинот е исти како и на трешната страна на подлактицата. Понекогаш родителите на своја рака сами прават вакви испитувања, пред се крвни анализи кои што се темелат на IgA, ако не се лажам, IgE, се извинувам, антителата. Советувате ли да се прави на една широка, голема палета и да се прави тоа на своја рака или пак мора да има некоја насока од педијатар? Тоа не, најпрво треба нели сепак детето да го проследи педијатар, да се направи еден педијатриски преглед, па потоа самиот педијатар одредува нели дали има потреба да се направат алерголошки испитувања и кои алерголошки испитувања да се направат. Така, да даде насока педијатарот. Имаме двајца гледачи кои што ќе ги вклучиме во емисија. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до Цветко студио. Благодарам. Би сакала да ја прашам докторката, внучето му е на 10 месеци појави алергија со тоа што се појавува црвенила на меките делови, значи позади коленцата, доле на стапалата, кај глуждовите, кај рачињата, кај што се свиткува лактот на вратот. Така, тоа е инсипин или како екзем? Тогаш ми даваа терапија, што даваа сега јас како баба да не кажам, не знам точно. Докторите ги задржаа 10 дена и мајка и бебе, пошто се доеше бебето. После сите диети, детево доби слабо железо во крвта му заслабна и сега имаме проблем и со железото, и со диетата. Мислам се уште се спроведува диетата. А би ја прашала докторката што се низините сугестии, како понатаму со детево, затоа што мора и имунитетот некако да му зајакнеме, се оди селективно во исхраната. Така. Се уште сме така ограничени во исхраната, а детето е веќе 15 месеци. И што е тоа атопична кожа и дали може паралелно двете диагнози да се појават? Така. Затоа што во моментот се употребува и она крема за атопична кожа. Како да го елиминираме тоа? Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Што ќе советувате во еден ваков случај, бидејќи се случува да детето да биде алергично на многу работи и тие да бидат исфрлени од исхраната. Исхраната се сведе само на неколку продукти. И еве го епилогот. Така, најверојатно тука станува збор за атопичен дерматит, кој што атопичниот дерматит, значи тоа представува една алергиска хронична реакција, чија манифестација е на самата кожа. Кај атопичниот дерматит, како што е, например, во случајот, значи пред се појавува на некои предилекциони места, пред се на најверојатно и кај самото детенце, тоа на обравчињата на детенцето, на лактите, на прегибите, нели, кој што претежно се јавува во тој период, во дојнечкиот период и кај деца претежно до 3 години. Така да, тука сепак треба да внимаваме, колку што разбрав, 15-месечно е детенцето, така? Да внимаваме, значи, во исхраната, да не ги внесуваме оние силни алергени, кои што се, така да, например, да не се употребуваат, често да не се воведува во исхрана рибата, поради тоа што нели не е силен алерген, морски плодови, белката од јајцето, млеко,
затоа што и кравиото млеко, протеините нели на кравиото млеко може да предизвикуваат една реакција и препорачуваме, значи, пред се го форсираме доењето, од прилика до 2 години, значи, кај децата. А кога е намалено железото, а детето мора да е на диета? Значи, во тој случај, секако треба, не се исклучува телешкото месо, затоа што телешкото месо го сметаме како слаб алерген, така да младо телешко месо, кој што е богато, нели, со железо, жолчката од јајцето исто не е силен алерген, нели? Белката ја третираме како по-јак алерген, така да сепак не би се исклучиле сите продукти од исхраната. Не би се исклучиле. И доколку има потреба воведување на железен препарат, нели? Суплементација. Уште еден гледач имаме што очекува да се вклучи во денешната Телма амбуланта. Добар ден за него. Добар ден за следниот гледач. Го слуша. Поздрав докторката, се работи за 2-годишно детенце. Така? Затоа што е веќе долг период, носето му е постојано, што викам, има сајмови и кашла, температура ништо. Пробавме со ширупи на природна база, докторката му препиша, а сега преминавме на антибиотик. А реакција не е нешто подобрено, постојано кашла, и ја инсистирав да се направи алерготест и од кога е дозволено да се прави колку години алерготест да се дознае од и више 2 недели е у таква состојба. Аха, значи 2 недели кашле во ред. Да. Во ред. Ви благодарам за вклучувањето. Дали 2 недели е долг период кој што би сугерирал на можна алергија? Па да, или може и вирусна инфекција да предизвика може и вирусна инфекција да предизвикува, нели, до 2 недели вирусните инфекции имаат симптоматологија. Меѓутоа, ниту една вирусна инфекција над 2 недели не трае. Со исклучителни случаи, доколку самата вирусна инфекција се искомплицира или пак на самата вируза се накалеми некоја друга бактериска инфекција. Доколку во случајов, значи, кашлицата, како што кажа гледачката, нели, трае подолго од 2 недели, тогаш самото дете треба алерголошки да се проследи и да, секако треба да се направат кожни алерголошки тестови или пак преку крв. Од која возраст може да се направат овие тестови? Тоа беше едно од подпрашањата. Може, значи од 2 години може да се направат слободно. Од 2. А пред 2 години? Ако се децата помали од 2 години? Ако се пред помали од 2 години, значи кажавме дека може да се направат, меѓутоа сепак детенцето треба да соработува и резултатите се подискутабилни, затоа што и тоа што би испаднало негативно не се зема за релевантно, бидејќи, нели, имуниот систем не е зрел, не е комплетиран се уште. Што се презема откако ќе утврдите дека детето е алергично на одредени алергени? Во случај доколку се работи за сезонски алергени, како што е поленот, можно ли е детето да се заштити на некаков начин? Па вака, конкретно, например, кај сезонските алергии, конкретно на полен, значи ние не можеме да ја контролираме на некој начин природата, нели? Но сепак може да избегнуваме, значи, изложеност кога концентрацијата на полен во воздухот е највисока. Така да сметаме дека највисока концентрација на полен во воздухот е во раните утрински часови и тогаш треба да избегнуваме, нели, детето да го изнесуваме надвор, прошетки, да ги проветруваме, нели, просториите дома, да не ги отвараме прозорците барем тие утрински часови. Исто така, кога времето е ветровито, тогаш циркулацијата на поленот во воздухот исто така е зголемена, додека пак кога е врнежливо времето, тогаш концентрацијата на полен е најниска. Исто така и кај алергии, како што кажавме, на домашна прашина, нели, на овие дерматофагоидес, треба да, доколку диагностицираме дека детето имат алергија на дерматофагоидес еронисимус или фарине, тогаш треба да ги извадиме теписите дома, завесите, нели, да не се користат плишани играчки, душеците да ги чистиме со длабински чистачи, така да тоа е нешто каде што може да воспоставиме некоја контрола. Доколку пак имаме алергија на нутритивна алергија, нели, на одредени докажани продукти, тогаш ги избегнуваме, ги исклучуваме од исхраната. И освен ова што може да го преземеме, нели, сепак треба детето да го ставиме под заштита, односно под соодветна терапија. Каква терапија обично се практикува? Значи, во однос на терапијата користиме спреови и тоа претежно деконгестиви со цел да се намали отокот, нели, на слузницата, на мукозата, на носната мукоза кај детенцето, за да се олесни, нели, дишењето. Потоа исто така препорачуваме честа тоалета на носето, наутро и вечер, со солен раствор, со солени капки. И при тоа одиме, значи, етапно. Доколку и ова не помогне, тогаш користиме тописки кортикостероиди, тописки спрејчиња, нели, препарати,
а исто така и антихистаминици, кои што може да бидат тописки или пак орално, значи во форма на сирупчиња или пак таблети доколку детенцето нели е поголемо. Родителите се плашат од препаратите кои што содржат кортикостероиди. Можат ли да му наштетат на детското здравје? Осо што ќе му помогнат во одреден момент. Дали се тие меч со две острици? Значи, кортикопрепаратите, да, точно се меч со две острици, меѓутоа тоа се зборуваме кога даваме системски кортикопрепарати, значи кога даваме во форма на таблети на сирупчиња. Меѓутоа, овие тописки, тие се локално, значи локални спречиња, кои што се ниско дозирани, со ниска концентрација, така да слободно може да се користат и подолг временски период. Даваат резултат веднаш по земањето? Да, даваат резултат секако. Колку обично време треба да се земаат овие спречиња? Колкав период? Значи, овие спречиња Дали цело време додека е присутен тој алерген во воздухот? Така, овие спречиња се користат значи подолго време, не само додека се присутни симптомите, затоа што може симптомите за отприлика 7 до 10 дена да се регулираат, да се намалат и тогаш претежно родителите ги исклучуваат од употреба спречињата и повторно се надоврзуваат истата симптоматологија. Значи тие се користат подолго време, барем месец, два. Значи слободно може да се користат поради тоа што имаат локално дејство. На која возраст обично се јавува алергиски ринитис кај децата? Алергискиот ринитис кај децата претежно се јавуваат од 3 години па нагоре, најчесто на 6 годишна возраст, па се до тинејџерска возраст. До 3 годишна возраст кажавме дека претежно се јавуваат екземи кај децата, атопии, односно атопискиот дерматит. Од 6 години до тинејџерска возраст е присутен алергискиот ринит, па понатаму тоа може да пролонгира во една алергиска астма. Значи тоа го нарекуваме еден алергиски марш, но меѓутоа не значи дека секој атописки дерматит би преминал во астма нели кај детето, така да може да допре во некој од овие компоненти, да премине само во алергиски ринит или пак да си остане само атопија кај самото детенца. Исто така не напоменав на почетокот дека алергиите кај децата, значи зошто некои деца имаат алергија, некои немаат алергија. Значи пред се тука е многу битна генетската компонента. Така да доколку во семејството на детенцето имаме атопија, односно некој од членовите на семејството, мајка, татко или поширокото нели семејство, имаат алергија, тогаш е голема веројатноста и детето да имат алергија. Така да доколку едниот родител имат алергија на нешто, тогаш околу 50% е веројатноста и детенцето да имат алергија. Доколку па и двајцата родители имаат алергија, тогаш дури до 80% е голема веројатност и детенцето да имаат алергија. Поради тоа секогаш при преглед, нели, при првичниот преглед на детенцето треба да прашаме дали во семејството некој имаат алергија, атопија, нели, и при тоа треба да поставуваме пред се конкретни циљани прашања, затоа што најчесто родителите знаат да кажат дека не, никој немаат алергија, затоа што самата носна секреција не ја сметаат за некој посебен, нели, симптом. Меѓутоа, ако добро ги распрашаме, темелно, конкретни прашања, тогаш може да видиме дека сепак кај родителите постои алергија или пак во поширокото семејство, баба, дедо, тетки, затоа што сепак тоа е една генетска испреплетеност кој што сепак детенцето може да влече дел од нив. Дали ке новороденче може да се јави алергија? Кога почнува да се манифестират првите знаци на алергија во детска возраст? Првите знаци на алергија во детска возраст, значи најчесто се јавуваат од 3-месечна возраст па нагоре. Значи, како што кажавме, тоа представуваат пред се екземи, односно атопични промени на самата кожичка на детето, поради тоа што нели новороденечкиот период, како и дојнечкиот период кај детенцето е сензитивен со тоа што кожичката е понежна, нели повулнерабилна и при тоа секој контакт пред се со неа може да ја изиритира и да предизвикува една промена. Пред се тоа Како изгледаат тие промени на кожата? Значи, тие промени пред се значи за црвената кожичка на обравчињата, на лактите, на стапалата, на дорзалната страна на рачињата. Може да имат исто така и визикули на таа еритемна основа, кои што тие визикули најчесто пукаат поради тоа што тоа чеша, нели детенцето се чеша.
пукаат, се излачуваат една серозна течност кој што откако ќе се засуши може да премине во една круста. Сето тоа кај самото детенце предизвикуваат една силна вознемиреност, една раздразливост, каде што постојано детенцето се чешат и тоа представуваат една дури раздранета кожичка кај самото детенце. Така вела дека овие деца спијат 2 часа помалку од бебињата кои што немаат атописки дерматитис и дека всушност атопискиот дерматитис е болест на целото семејство, односно и на мајката, и на таткото, и на сите останати членови од семејството што се вклучени во грижата и негата за бебето, бидејќи е многу раздразливо, плаче, па и потоа и родителите се уморни, истоштени и не е едноставно да се менаџира оваа состојба во раното детство. Што им препорачувате на родителите кои што имаат бебе со атописки дерматитис? Дали треба да спроведуваат некоја посебна грижа за негата на кожата? Што да прават за да се смири црвенилото и за да се смири јадежот на кожата? Така, значи поради тоа што како што кажавме, значи поради самиот јадеж, ваквиве бебенца се силно вознемирени, раздразливи, навечер не спијат, со тоа се пореметува квалитетот на живот не само на детенцето, туку и на родителите, бидејќи се тие што треба да му помогнат. Поради тоа може да препорачаме локално тописки, значи кортикостероидни масти за да се ублажи самата инфекција, како и нега, значи козметика од линијата за осетлива, за сензитивна кожа кај самите деца. Велат емолиентите дека помагаат, да, ги препорачувате? Да, точно, емолиенти и честа хидрација на кожата, значи што почесто да се хидрира, да се мачка кожата, затоа што тие екзематозни промени кои што се суви, оштетени, кои што понатамо постои задебелување на самата кожа, односно една лихинификација ја нарекуваме се јавуваат на самата промена. Дали овие промени на кожата што се јавуваат во форма на екзем се резултат на алергии кои што се поврзани со прехранбени продукти, односно алергии на храна? Да, исто овие промени може да бидат поврзани и со алергии, нутритивни алергии, односно на прехранбени продукти, кои што најчесто силни алергени ви представуваат млекото, кравјото млеко, нели? Исто така да напоменам дека и детенцето доколку е на доење, ако мајката значи конзумира поголема количина на кравјо млеко, на млечни производи, исто така тоа може да се пренесе и преку доењето и да реагира и самото доенче, нели? Значи, мајката треба да внимава што внесува из храната? Да, доколку имаме значи детенци вака со вакви екзематозни промени, со атопични промени, мајката треба да внимава во исхраната, да ги исклучи пред се оние силни алергени, бидејќи сето тоа се пренесува или да забележи кога јаде некој продукт, дали потоа детето ќе има посилна реакција, претпоставувам. Да, точно. А потоа тој продукт да го точно, тие продукти каде што се гледа дека имаат трајно треба да елиминира додека дои или по извесен период повторно треба да си го внесе во исхраната и да провери дали кај детето се смирила реакцијата? Така, значи како што расте самото детенце, така и созрева имуниот систем и при тоа по тие промени не се толку забележителни и не толку се јавуваат, нели? Така да може и понатамо и да исчезнат. А може ли да се јави атописки дерматитис кај бебето откако ќе се воведе немлечната исхрана, односно кога ќе почне детето да јаде од продукти, цврста храна? Да, секако дека може, затоа што тоа е уствари директен контакт со самиот алерген, доколку реагира. Така да ако понатамо на 2 години, нели, ако детенцето повеќе не се дои, значи ако се дава кравјо млеко, може да кравјо млеко, други нели алергени, белка од јајце, како што кажавме, јаткастите плодови се силни алергени, исто така може да предизвика алергиски реакции кај самото дете. И некои овошки како што се јагодите, малините, да, капините. Јагодите, да, точно, јагоди, малини, капини, значи поради тоа и тие ги вклучуваме многу покасно во исхраната кај деца кои што се склони на алергија и кај здравите нели деца. Кога се воведува одреден продукт кај бебињата, тој треба да се дава неколку дена и потоа дури да се започне со пробување на нов вкус. Зошто тоа се практикува? Дали позадината всушност е алергијата? Точно така, значи алергијата е позадината пред се на се. Поради тоа препорачуваме кога воведуваме дохрана на самото детенце, нели со овие кашички, препорачуваме еден продукт да се дава неколку дена, дури пожелно и една недела еден продукт, потоа друг продукт, па двата продукта нели да ги мешаме во кашичка, така да се со цел да видиме да не се пројави некоја алергиска реакција на некој даден продукт. Може алергиската реакција се сведе само на црвенило околу устето?
Може, да, секако може да се сведе само и на црвенило околу устето како слаба полесна алергиска реакција, меѓутоа може да биде и потешка, појака алергиска реакција која што може дури да предизвика и отежнато дишење, па дури анафилактичен шок ако станува збор за силна алергија. Затоа треба да се биде внимателен во тој период. Ке ве прашам и за глутенот, бидејќи глутенот предизвикува алергија. Има најразлични препораки кои што се менуваат кога треба да се воведе токму поради алергијата. Што советувате вие? Дали со глутенот треба да се почека или пак што порано да се внесе во исхраната на бебето? Значи исто така и глутенот кој што е застапен во пченицата знае да предизвика силна алергиска реакција, меѓутоа препорачуваме глутенот негде од 6-месечна возраст да се внесе во самата исхрана, каде што претходно значи да не се чека после 9 месец, после 12 месец. Па не, од 6 месец е соодветно, меѓу 6 и 7 месец може да го внесеме и глутенот во исхраната, а претходно користиме житарки од типот претежно ориз даваме, така да глутенот малце покасно. Така, значи, кога некој дете ќе развие алергиска реакција на одреден продукт, не само прехранбен, може да биде на некој сезонски алерген, дали секоја следна реакција ќе биде посилна? Како изгледа тоа? Да, така, значи секоја следна реакција, понатаму организмот на детенцето реагира побурно, затоа што се предизвикуваат појака имунолошка реакција, значи побрзо настануваат ослободување на тие медијатори како што се хистаминот, простагландините од самите мастоцити, односно алергенот е тој кој што го обложува тој мастоцит и многу брзо настанува разрушување на самата мембрана на мастоцитот и ослободување на гранулите кои што се наоѓаат овие медијатори, така да секој нареден контакт со алергенот предизвикува се посилна и побурна алергиска реакција кај детето. Дали децата ги надраснуваат алергиите на кравје млеко? Алергиите на кравје млеко, значи пред се тука исто така би сакала да истакнам, затоа што често се меша меѓу родителите алергија на кравје млеко и интолеранција на кравје млеко. Значи тука станува збор за две различни работи. Алергија на кравје млеко всушност представува алергиска реакција на самиот организам на протеинот, конкретно на казеинот кој што се наоѓа во млекото. Исто така и на глобулините, поради тоа кога испитуваме тестови дали детето има алергија на кравје млеко, значи го испитуваме казеинот, алфа глобулините и бета глобулините. Додека пак интолеранција на кравје млеко, тоа представува пред се интолеранција на лактозата, тоа представува млечниот шеќер кој што се наоѓа во млекото и настанува како резултат на недостаток на ензим лактоза кој што учествува во разградување на лактазата кој што се наоѓа во млекото. Недостатокот на овој ензим кај детенцето може да биде вроден и стекнат. Вроден потешки алергиски реакции се јавуваат доколку самото детенце е хомозиготно, односно доколку начинот на наследување е хомозиготен, но меѓутоа може да биде и хетерозиготен каде што имаат послаба алергиска реакција или пак може да биде стекнат каде што поради чести вирусни и бактериски инфекции настануваат едно оголување, нарушување односно на слузницата кој што го обложува дигестивниот тракт и поради тоа може да се јават исто така интолеранција на кравје млеко. Меѓутоа, значи како што расте детенцето, може да ги надрасне и овие алергии со исклучок на интолеранцијата на кравје млеко, бидејќи недостатокот на тој ензим е така, тоа е трајно. Секогаш трајно присутен. Но има тука продукти кои што се без лактоза. Така. И сепак и можат и мала доза на лактоза да толерираат, така што млечни продукти, како што се сирење, кашкавал, кисело млеко, понекогаш и можат да конзумираат. И моето последно прашање во денешната Телма амбуланта се однесува на симптомите кои што ги даваат прехранбените продукти кога станува збор за алергија. Можат ли тие да се манифестираат како некоја вирусна инфекција, односно прехранбен продукт да предизвика кашлица, алергија на прехранбен продукт да предизвика кашлица, течење на нос и слично? Да, прехранбените продукти значи најчесто предизвикуваат дигестивна симптоматологија, дигестивни проблеми, но меѓутоа и покрај тоа што предизвикуваат проблеми од страна на дигестивниот систем, може да предизвикуваат и една репетирачка, пролонгирана кашлица, така конкретно и казеинот, во како протеин кој што е застапен во кравјето млеко, може да предизвикат една подолготрајна кашлица. Но меѓутоа сепак најчесто нутритивните алергии предизвикуваат проблеми од страна на дигестивниот систем, каде што имаме
потечни столици, пенушави столици, така ги нарекуваме. Потоа исто така може да се јави и повраќање поради нетолеранција на самиот продукт, на самиот нутритиент, меѓутоа и од типот на респираторна симптоматологија и осип по кожата. Тие се три таргет органи каде што пред се се манифестираат алергиските реакции на респираторен систем, дигестивен и на кожа. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Поздрав за емисијата, редовно ве гледаме. Баш ми е драго. Би сакала да ја прашам докторката, го спомна проблемот со интолеранција на лактоза, чест проблем кај бебињата. Значи, моето бебенце 4 месеци, на ексклузивно доање сме, но ни се појави од 2 месец, па еве на наваму крвави столици со нишки, крвави нишки, као кончиња, ама сега и пообилно во последниот период. Проверивме алерготест, преку крв не е алергичен на казеин, кравиот протеин, ни останува уште интолеранција на лактоза. Дали е возможно да биде тоа симптом, крвавата столица, течни, онака баш експлозивни столици има, чести столици, и дали решението би било да се отфрли доењето, бидејќи во мајчино млеко има лактоза и да преминеме на некоја формула без лактоза. Ви благодарам многу. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија, повелете. Да, точно, значи кај интолеранција на лактоза, освен тоа што се јавуваат течни пенушави столици, како што кажав, може да се јавуваат и така нишки, значи на крв, односно слузница со примеси на крв. Така да доењето не би препорачале да се отфрли, затоа што напротив, значи пред се ние педиатрите форсираме ексклузивно доење до 6-тиот месец, по можност до годината да е детенцето на мајчина исхрана, на мајчино млеко. Така да треба да се направи по опсежна палета, конкретно кај доенчето, по опсежна палета на испитување за сепак да се установи дали станува збор за интолеранција на лактоза или пак можеби и за нешто друго. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување и за подробните описи и појаснувања поврзани со бројните наши прашања на оваа тема. Благодарам, се надевам дека едукативно делуваше темата на гледачите. Почитувани, ви благодарам што не следевте и денес. Ова беше уште едно издание реализирано во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам на вниманието со кое што не гледавте и денеска и следите на секој работен ден на телевизија Телма.